Инаку браќа и двајцата посветени на една убава мисија. Добро утро. Добро утро. Сега драго ми е што некој стана вака рано како мене ово утро. Одлично се чувствувам со друштво од почеток на журнал. Како што кажав, имате една прекрасна мисија, така ќе ја наречам, затоа што трае многу долго. А вие ќе ни кажете за што станува збор. Вака сега, уште пред десетина години, можеби повеќе, читајќи македонски народни песни, особено оние лирско-епски песни со мотивот за Невен Пео, кај нив забележавме дека постои некој известно куче Караман. Така? Потоа видовме дека тоа не е осамен случај, дека Караманот можеме го сретнеме по сите народни умотворби, приказни, кратки народни умотворби, дури во поговорки, во пословици, во гатанки и така натаму. И тоа ни предизвика љубопитство, така што веднаш по тоа се пуштивме на терен да видиме, да провериме состојбата кој е тој Караман, за што станува збор и така натаму. Теренот покажа дека всушност станува збор за црно овчарско куче кое од секогаш се чувало на цела географска Македонија, а тоа го забележавме затоа што народните умотворби што се собрани каде што се наоѓа македонското овчарско куче Караман, се собрани низ цела географска Македонија. Например, имаме песни од Охридско, да речеме, од Егејскиот дел на Македонија, од Пиринскиот дел на Македонија. Така што со замирањето, од друга страна пак со замирањето на овчарството, односно со поделбата на Македонија, запира номадското сточарство, со носењето на овците од северниот дел кон јужниот дел на Македонија за презимување, едноставно и Караманот полека почнува да исчезнува, така што ние денес во оваа синхрониска состојба го пронајдовме во речиси загубена форма. Така. Тоа на поразително навреме, да речам, всушност го почнавте сето ова со оглед на фактот дека секогаш не е доцна, кога и да се почне не е доцна, можело и порано да се почне кога имало повеќе такви форми, повеќе такви единки, меѓутоа не е доцна и денес да се откријат, да се зачуваат тие форми. Понатаму следуваше така малку организирано чување на овие на оваа кинолошка форма. Решивме да создадеме клуб, кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман, кој пак за кратко време стана и полноправна членка на Кинолошкиот сојуз на Македонија. Така. И тука си оние изложби, а тука и оваа книга која што имам во рацете, која што ќе користи фотографиите, иако ние имаме фотографии во режија, се надевам дека ќе може да ги емитуваме. Еден труд кој што веројатно и долго време го подготвувавте и го направивте, па ќе ни каже еве Владко нешто повеќе за тоа. Книгата е резултат на нашите истражувања на терен, нашите проучувања на расата, но она што понатаму следеше книгата издадена на 2004, а после незиното издавање ние до ден денес работевме на следната наша книга која се вика Караман митското куче на древните македонци, која за жал Министерството за култура не најде за потребно оваа година да биде отпечатено, значи конкуриравме. Станува збор за огромен труд, многу вложен труд, но зошто тоа не се случи, не знам. Се надевам дека следниот конкурс ќе конкурираме и дека ќе се промени таа состојба. Така. Книга можеби ќе се звучам нескромно, во која
се докажани одредени заблуди дека Караман не станува збор за турцизам, туку тоа куќе било дел од духовниот живот на македонците, Така. уште од бронзениот период, многу поназад и од антиката. Значи, многу стари народи имаат своји митски куќиња, Анубис, Кербер, Гарам. Македонците го имале Караман и не случајно е толкав култот кај македонските сточари и секое црно куче кое ќе се роди на нивните бачила му го даваат тоа име. Така. Податоци кои Јас мислам дека е врзано со некоја планина кај нас, но така. Објаснети во таа книга, но се надевам дека еден ден ќе ја види светлината, па ќе можат читателите да и оние што сметаат дека Караман е остаток од турскиот период, дека е пилево грешка. Така. Тоа кара некако асоцира поради тоа, но ете, истражувањата си го прават своето. Инаку морам да кажам, бидејќи гледачите не може да видат дека се работи и во оваа книга, не само таа која што е напечатана за исклучителен труд, подкрепен со многу фотографии, оригинални од овие простори, историски фотографии, гледам остатоци, археолошки кои што сведочат за постоењето на одредени локации, скици и што уште не, значи навистина еден научен труд кој што вреди многу и за секој кинолог, а и не мора македонец, нели? Се разбира. Со оглед на тоа дека ова е едно обележие, да речам, и еден домаќин тука од овие Караман е простори. белег за македонците, многу важен и за македонската митологија, етнологија, фолклор. И мислам дека свеста се уште не е на тоа ниво и во македонското општество. Мислам дека не знаат што значи да си има своја автохтона македонска раса на куќа. Во повеќето европски земји веќе имаат по десетина раси кои го имаат својот предзнак на државата. Германски овчари, шкотски овчари, Така. руски хртови и така натаму. Значи, афирмацијата на државата е и во кинолошки смер многу важна. Тоа е многу важно, точно. Секој ќе знае дека љубител на кучиња кој што ќе посака да има токму вакво куче, за пријател, нели ќе знае дека тоа е по потекло од Македонија. Да. И несомнено е така. Уште едно прашање, колку се разликува од шарпланинецот? Па, првото, Генерално сите овчарски раси на Балканот, па и по Средоземјето имаат слична форма, па Така. и големина. Разликите се многу мали, меѓутоа за кинолозите се важни. Кај Караманот, значи во првиот стандард кој го објавивме во 2004 во оваа книга, што се однесува до бојата, важеа само црни и тиграви, бои кои не се дозволени за шарпланинецот, значи ако влезе такво куче во ринг, треба дисквалификација. А со промените на стандардот во 2011 тигравите единки се исклучени, само црните важат а црната боја, рековме, не е дозволена за шарпланинецот, затоа што кога се правел шарпланинецот како раса, од бела до црна, но не и црна, затоа што е истакнато дека шарпланинецот мора да биде еднобојно куче, а ако и бели и црни бидат користени во приплодот, ќе се добиваат и шарени единки Така. и морале една раса една боја да ја исклучат, тоа било црната и ни оставиле простор за нова раса. Одлично. Така, во почетокот ставивме и тиграви кучиња затоа што на терен најдовме сосем мал број на карамани, мислам на автентични црни примероци, така што моравме со автохтона форма кинолошка да го подкрепиме сето тоа, за да можеме да ја афирмираме. Да добиеме поголем број на примероци кои крвно нема да бидат блиски, за да можеме да направиме повеќе крвни линии за понатамошен приплод. Сега јас извинувам. Да, не, слободно. Сакам да кажам само и дека во натамошниот развиток на оваа раса потребно е да се омасови во Македонија, зашто тоа е неопходен услов за еден од принципите за признавање на расата како автентична за Македонија во меѓународната кинолошка организација.
Да биде присутна... Да биде признаена, значи потребно е најпрвин да се омасови во матичната земја, во Македонија. Во сите делови на Така, Македонија да биде присутна. Тоа Или нормално повеќе. бара време, така што 20-30 години доживотно пред вас. би се занимавале со таа работа. Так. Се надевам дека нема да бидете сами во иднина. Тоа е она најважното, и те рековте да помогнат и на некој начин Министерството за култура и сите оние други луѓе кои што сакаат да дадат свој придонес. Времето ни изминува, не можам да ве прашам она најважното за карактерот на ова прекрасно куче. Но затоа и третата државна изложба секако мора да ја спомнеме, каде што сите ќе може да добијат уште многу повеќе информации за ова куче. Трета државна ревијална изложба во недела на стадионот во Волково. Кој се е поканет? Што ќе се случува? Очекуваме околу 25 кучиња да бидат присутни. Ќе суди кинолошкиот судија Владимир Крстовски, меѓународен кинолошки судија. Ова е покана за сите кои се во можност, недела е убав ден, ќе биде сончево времето. Значи, во Волково има 2 фудбалски стадиони, за не ја утнат локацијата, значи збориме за новиот фудбалски стадион кој се наоѓа помеѓу последна автобуска станица 22 и Клучката покрај Лепенец. Почетокот е 11 часот, влезот е бесплатен. Дури сакам да нагласам, оние кои ја гледаат емисијава во дворот имаат караман, значи црно овчарско куче. Така? Не се наплатува пријавување, нека го донесат кучето, ќе биде внесено во ринг, ќе биде оценето и ќе има можност да се стекне со педигре, нормално доколку е во типот на Со расата. условен родовник. Македонски условен родовник, со непознато потекло. И само да се малку половина час пред почетокот на изложбата, за да може да го Да се евидентира евидентираме. тоа. Така. И уште нешто само да објавиме. Имено минатата година излезе во Оптек марка со ликот на македонскиот караман. Македонски пошти Навистина? објавија, да. Ето, тоа е еден одличен податок, ете, уште некој да влезе во целата приказна и да помогне. Така. Ајде, ако сакате телефонски број за оние, знаете што ми текна во овој момент, дека може би не гледаат точно од сите делови нели на Македонија како што е, па и надвор, па оние кои што сакаат да стапат во контакти да го пријават својот примерок. Каде може да ви се обратат? 076 676 550. 076 676 550 може да се јават и да дојдат на изложба. Така. Спомнавме уште еднаш, недела е денот, понатаму 11 часот е почетокот на случувањето, влезот е бесплатен, а локацијата новиот стадион во Волково, последна 22-ка кај Клучката кај Лепенец. Така, добро кажав. Ви благодарам многу што го направивте ова утро поинакво. Имаме уште многу нешта кои што би сакала во друга прилика ако сте расположени. Со задоволство. Ревијална изложба која што ќе се одржи секако кај нас. Куз вовет за вас почитувани, караман е автохтона раса, чии прапочитоци се врзуваат за неолитските земјоделско-сточарски населби, што уште значи дека е одлично куче чувар. Им велам добро утро на Владко и Маријан Костовски. Добро дојдовте во утринската програма. Добро утро, добро ве најдовме. Неслучајно велиме дека е едно од најубавите кучиња, а си има и своја историја и приказна. Па еве вака, што се однесува до македонското овчарско куче Караман, трагите за неговото постоење, како што спомнавте во почетокот, се доста длабоки низ македонската историја, се врзуваат не само за неолитските населби, за антиката и понатаму за средновековието, така што неговиот експлицит можеме да го пронајдеме на повеќе артефакти низ македонската историја. Она што особено изгледа впечатливо е тоа се македонските народни умотворби. Станува збор за лирско-епските песни, особено оној мотив за Невен пео, каде што во сите варијанти ќе забележиме дека станува збор за црно овчарско куче Караман кое го чува своето стадо и својот стопан до крајот на својот живот, односно го троши својот живот токму со својата верност. Тоа имено е и карактерот на ова куче, тоа е верно куче, се врзува за еден човек, не е толку агресивно како што се мисли,
бидејќи нему му е доверена одредена задача низ историјата, да речеме, да биде чувар на стада или чувар на имот, така што денес единствено што можеме да кажеме е дека го има во мал број примероци и дека она што ни преостанува како една генерација македонци е да спасиме една кинолошка форма од тотално исчезнување. Ни донесовте и многу убави фотографии кои што ќе замолам режијата доколку ги имаме подготвено и да ги видиме. Всушност кога станува збор за караманот како автохтона раса, вие се нафативте на еден проект кој што го вклучува всушност зачувувањето на караманот како еден вид раса на куче. И сега целиот тој проект вклучува и изложби, вклучува и поштенската марка за во која што зборувавме во едно од изданијата на Добро утро Македонија и еве третата изложба Ревијална поред. Третата изложба за прв пат ќе се одржи на ново изградениот стадион во Волково. Минатите две беа на стадионот на Арема во склоп на ЦАЦИП изложбите. И ова е една покана за сите љубители на кинологијата да повелат во недела на 29 во 11 часот е почетокот, влезот е бесплатен, денот ќе биде убав. Кој е во можност да дојде, нека дојде, но она што е поважно и затоа што ова е гледана емисија на секој сантиметар од Македонија, доколку некој има караман, значи црно овчарско куче, може да го донесе од судијата, ќе биде оценет и ќе се стекне со право за македонски условен родовник за понатамошно селектирање и одгледување на оваа раса. Но за зачувување потребно е апсолутно и ширење на расата. Колку граѓаните се заинтересирани за да земат ваков, ќе го кажам, домашен миленик, без оглед на тоа што и куче чувар, што и живее во двор? Мислам дека малку се запознаени по новите генерации околу расата. За повозрастните знаеме дека поимот караман веќе ги асоцира на детството, се сеќаваат како нивниот дедо имал караман и така натаму, меѓутоа по новите генерации малку ја познаваат расата, па многу почесто ќе видите странски раси како гордо ги шетаат по паркот и мисла дека имаат не знам што, меѓутоа нешто што е дел од македонската традиција е на пат да исчезне и сите овие емисии, изложби се наш апел навремено да се зголеми интересот за одгледување на македонското овчарско куче караман, затоа што тоа е белег за Македонија и ќе биде афирмација на државата во светот. Огромно е богатството да се има своја македонска раса на куче. Сите европски развиени држави веќе имаат по десетина свој автохтони раси и преку тоа се афирмираат државата. Ова што го гледаат во моментов, што го видоа гледачите, беше една книга која што вие всушност ја напишавте за македонското куче караман и која што како дел од проектот на кој што вие работите ќе доживее своевидно продолжение, ќе има уште едно пообемно издание. Па еве вака сега. Ние во меѓувреме првата книга излезе 2004 некаде. Од тогаш до сега се занимававме со исто така со едно дело кое се надеваме дека ќе излезе во печат, некаде околу 1000 страници, некаде станува збор за дело кое носи нова светлина врз овој проект и кој во исто време донесува значајни податоци не само за македонското овчарско куче караман, туку и воопшто за македонската култура и за брендот Македонија. Имено брендот Македонија не се експлицира само преку културолошки белези. Имено сакам да кажам дека всушност насловот на таа нова книга е Караман, митското куче на древните македонци. Всушност пронајдовме дека постоел некогаш мит за овој караман и тој мит всушност е стар некаде од неолитот. Всушност потоа од неолитот се надоградува со антиката, со македонската антика и за да продолжи во средновековието преку народните песни. Имено станува збор за тоа, меѓу другото, во таа книга која е подготвена за печат, станува збор и за тоа дека всушност голем број зборови, па и името Караман, потекнуваат
всушност не се турцизми, туку потекнуваат од стари изумрени палеобалкански јазици, кои многу наликувале на стариот македонски јазик. Така што, како што веќе реков, освен за Караманот, ние даваме и некоја друга светлина која е во интерес на Македонија воопшто. Но кога спомна Владко дека многу малку од граѓаните знаат за македонското куќе Караман, веројатно тоа е нештото кое што не ги привлекува да го земат и чуваат истото. Станува збор за раса која што е подеднакво иста, бара исто внимание, веројатно иста нега како сите останати раси на кучиња, ни помалку, ни повеќе агресивни од останатите. Јасно, секоја раса, не само Караманот, во зависност од тоа како се одгледува, така и ќе се однесува кучето. Се работи за тоа колку се запознаени или не се запознаени со расата. Изложбите се еден од начините да дојдат во близок контакт со таа раса, да ја запознаат одблиску и да видат дека се работи, станува збор за раса која е автохтона настаната на бачилата, со изострени сетила, витална, здрава, која не бара претерана нега, како што бараат многу други раси кои се одгледуваат денес асестрански по потекло, адаптирана на климата, со извонредни чуварски способности, но во исто време и толку нежна со децата. Кога би ја знаеле подобро, мислам дека повеќе би се заинтересирали за расата. Колку луѓе има кај нас кои што имаат легла со Караман? Ги има или се бројат на прсти? На прсти. Ние сме тие кои имаме околу 4 Карамана и членовите на клубот се всушност одгледувачи на Карамани, кои има 1-2, меѓутоа тоа е многу малку. Мора државата се вклучи во целиот проект. Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи има своји кучиња, конкретно во Ѓорче касарната, околу 100. Сите се од странски раси, освен единицата за брзо распоредување што има 2 Карамана за своји потреби, за чуварски и за разбивање на демонстранти, меѓутоа тоа е премалку. Потребно е континуирано одгледување за караули, за користење на единиците, и на тој начин ќе има двојна намена. И расата побрзо ќе се расшири и ќе биде белег. Но со оглед на тоа што македонската полиција ги има, значи дека се исклучително интелигентни, снаудливи. Да, и тоа е најелитната единица за специјални единици. Меѓутоа тоа е жива материја. Порано или покасно тие се 2 мажјака кои ќе изумрат, но потребно е континуирано да се ведат легла за од мала возраст да почне дресурата за таа намена. Инаку во меѓувреме да и се обратиме на јавноста во поглед на тоа. Во првата книга ќе забележат во првиот стандард за македонското општество куќе Караман ќе се забележи дека постои и тиграва боја освен црна. Меѓутоа тоа беше така, мораше така да се постапи затоа што во почетокот немавме голем број единки, а за да продолжи селекцијата и да се добијат што повеќе единки со различна крв, потребно беше да се вклучат и други слични единки на црниот Караман, па поради тоа моравме да вклучиме автохтоно куќе, а тоа беа тигравите единки. Денеска излезе, минатата година, кон крајот на минатата година излезе и новиот по специфициран стандард во кој се уточнија некои работи и всушност меѓу другото еве и за бојата, всушност од сега натаму Караманот ќе го гледаме на изложбите исклучително во црна боја. Еден од начините за да се спромовира оваа раса на куче беше и штампањето на првата поштенска марка, која што испадна одлично. Како ќе се одвива вашиот проект, ајде да го кажеме во наредниот период, со што и преку што ќе се трудите да им го привлечете на граѓаните вниманието за овој вид на куче? Постојат повеќе мерки, односно повеќе активности што треба да се изработат и кои представуваат делот од програмата на македонското општество куќе Караман.
Всушност, промоцијата ќе се одвива преку издавање на одредени на белетристика, на пример, јас лично направив повеќе романи кои се однесуваат на Караманот. Сакам да направам уште неколку, па како цела едиција да ги издадам на тој план. Владко е академски сликар, тој постојано прави слики со ликот на македонскиот Караман. Преку културата, преку непосредно на терен и така натаму, постојано каде и да одиме, ние и сите членови на клубот агитираат, зборуваат за тоа дека станува збор за автохтона раса на куче и дека треба всушност да заслужи поголемо внимание од македонската јавност. А за да можат граѓаните директно да се уверат за какво интелигентно, паметно и убаво куче станува збор, ќе ги поканим да дојдат на третата изложба, која што е само за 2 дена, внедела. Да, внедела во 11 часот. Судија е кинолошкиот судија Владимир Крстевски. Учеството е бесплатно, за посетителите е бесплатно. За прв пат оваа изложба се прави во општина Ѓорче Петров, ги поканувам барем од околните делови на стадионот Волково, Ново село, Орман помасовно да присуствуваат, но и за сите останати е близок пристапот на последна 22. Имаме гледач на телефонската линија. Добро утро. Добро утро. Повелете. Па вака, баш сега се вклучи во програмава и видов дека се зборува за македонското куче Караман. Стварно сум баш заинтересиран за ова куче, мислам да дознам нешто повеќе, бидејќи мојата фамилија, галабијата ни се вика Карамановци. Што тоа значи? Дека на таткови, значи неговиот дедо, имал во времето, инаку јас сум потекло од село Кучково, имале многу убави кучиња и према тие кучиња ги нарекле, мислам, фамилијата се вика Карамановци. И стварно ме интересира баш да ги видам тие кучиња, заштото сега ги немам видено. И еве сега баш слушнав дека ќе се одржи таква изложба во селото Орман и поздравувам овие луѓе и сакам баш да го видам тоа куче македонско Караман. Веќе може веројатно да го видите на дел од фотографиите. Ви благодарам за јавувањето. Вака изгледа македонското куче Караман, но за да може во живо да се уверите во убавината на Караманот, ќе ве поканиме во Волково. Таму ќе се одржува изложбата внедела на 29. Кога почнува? Во 11 часот. Значи има 2 стадиони во Волково, за да не ја сгрешат локацијата. Ново изградениот стадион кој се наоѓа покрај Лепенец на последна 22 автобуска станица и Клучката. Тоа ќе е прв настан кој ќе се одржи воопшто на тој стадион. Се надеваме на многу посетители. Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето во Добро утро Македонија со сето она што ќе биде ново и актуелно. Повторно ќе ве поканиме во утринската програма, бидејќи не случајно го промовираме она што е наше, бидејќи е стварно квалитетно и стварно добро. Ви благодарам. Ви благодарам за гостувањето. Почитувам. Сончевото време на 29 април 2012 година во 11 часот на фудбалскиот стадион во Скопско Волково во најубаво светло ја прикажа третата државна изложба за македонско овчарско куче Караман. На изложбата беа представени 27 карамани, од кои 16 машки и 11 женски единки. Според бројот на учесници, оваа изложба е најмасовна, а сепак се одржува на периферијата на градот, каде што е лоциран и кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман. Сите единки, што е особено важно за расово создавање, беа екстериерно уедначени, со што на македонскиот Караман му се предвидува светла и стабилна иднина.
Вообичаено дамите имаат предност. Во рингот се појавија сите 11 женки. Чекореа една за друга, како да имале долготрајна ринг дресура, а повеќето од нив за прв пат зачекоруваат во изложбен ринг. Како што е редот, орото го водеше минатогодишната победничка Мона Лиза на Борис Лазовски и се разбира, прва застана пред судијата Владимир Крстевски, за да ги процени незините квалитети и недостатоци. Колку рече дека 5 години од мајка чигла и од татко капи. Караманката Мона Лиза, која зрачеше со необична убавина како сликата на Леонардо, тоа утро допатува од дојран и трпеливо чекаше да биде запишан секој збор од записничарот Тони Станковски. Караманка за пример. Следуваше караманката Меца на Владко и Маријан Костовски, која беше водена од Петар Павловски. Меца на двомесечна возраст беше доведена од Бачево од село Црн Врв и во незините очи се уште се огледуваа снежните планински врвови на Караджица и на бистрите планински потоци од кои се напојувале незините предци. Но таа сега има значајна мисија да ја продолжи крвната линија на црноврвските карамани, а со тоа да ги зачува од целосно исчезнување гените на една многу значајна караманска лоза, за чија храброст често се зборува меѓу скопските кучкари. Редот и дојде и на караманката Дора на Сашо Радески, која беше водена од Љубиша Ивановски.
Дора за прв пат се појави на изложба, а веќе веднаш го привлече вниманието на присутните. Во неа се препознаваше идна победничка. Следуваше канџа на Владко и Маријан Костовски, но на Саше хендлерството не му беше јака страна. Канџа, ајде видиме. Evo ćeš ga i nosom napred, otvori se ga. Погледни. Заболовка треба да ми покаже, значи ќе затвориш долна и горна вилица, ќе му дигнеш дебини и забите треба да бидат затворени. И напред да видиш. Тука прво ќе гледам испод нос. Повлечи сега назад. Не е стиска, погледни. Не е стискай ти тук. Лабава држи, само подигни полека. Ти не я стискай. Што се плашиш, бе? Не се плашам. Напред. Дебина. Подигни дебина напред. Подигни. Затвори сега. Ајде сега затвори. Не да покриеш шмуцка, бе. Вака, дечко, вака. Кога ќе затвориш, погледни, кога затвориш вилица, само брзо подигнеш дебина горе и доле да се видат завите како е. Завите да ги видат. Ајде страна подигни да видат. Караманката Ара на Станимир Николиќ, како и секогаш кротка и ненаметлива, но и ненаметливо верна придружничка на Станимир, која го следи секој негов чекор. Следуваше младата перспективна караманка Тара на Александар Ѓорѓиевски. Уште на оваа возраст се забележуваше дека на Тара и предстои успешна иднина. Одгледувана во близина на планинското село Кучково, можеби е единствената од изложбените карамани која изминатата зима ја почувствувала близината на волците. Наред беше ветеранката Црна на Јован Јаковлевски. На оваа старица и подзавидува и младите караманки, затоа што Јован добро ја негуваше и годините не и се одразува на незиното тело. Караманката Берта на Јовица Миноски е првото куче од расата македонско овчарско куче Караман, кое воопшто некогаш било оценето на официјална изложба и Јовица поради тоа беше особено горд на неа.
Младата караманка Мила на Кристијан Трајковски беше негова верна придружничка, тивка и незабележлива како сенка. Видра на Станимир Ѓуревски е цврста караманка, која на оваа изложба зрачеше со посебна убавина и меѓу присутните на изложбата во неа препознаваа можна победничка. Караманката Азра на Дејан Василковиќ, која беше доведена од мала возраст од Бачило од село Црн Врв, беше реткост која денес тешко може да се види на бачилата и на изложбите. Убава крупна караманка која има нешто што многу кучиња го немаат. Ченгелче на врвот од завитканиот опаш, која е потврда за изворноста и чистотата на расата. Настапија мажјаците, кучишта од кои би се премислила и најлакомата мечка и најгладниот чопор волци. Овие јунаци на бачилата се создаваат своја хиерархија и на најсилниот му припаѓаат женките. Закон на природата за повторно и повторно да се раѓаат јунаци кои ќе имаат сила да им пркосат на предизвиците. Но оваа трева, која не им личи на пасишта, со задоволство би се пресметале за да одредат кој од нив е најумак, но тука крај нив се нивните собственици за да ги контролираат и да ги водат крај себе. Да им покажат дека веќе не се на планина и дека законите на природата во урбана средина можат да бидат кобни за нив. Да им укажат дека веќе самите не се решаваат кој ќе ја има женката, туку за идните караманчиња кои ќе се раѓаат решаваат членовите на клубот. Чија селекција ќе биде поуспешна? На планината или на човекот? Ќе покаже времето во кое ќе бидат изложувани идните македонски овчарски кучиња карамани.
ова куче го викаат Звер. Звер го вика. Звер е како мене, за тоа. Да. Како што и започна оценувањето на женките, така започна и оценувањето на мажјаците. Прв пред судијата се појави минатогодишниот победник во машка категорија, Караманот Тајсон на Љутви Рушити. Овој боксер меѓу караманите оваа година беше уште посилен од лани и представуваше гордост на Љутви. На мажјаците не им годеше топлото време, но трпеливо го чекаа моментот кога ќе застанат пред судијата. Од описите на судијата за нивните вредности и недостатоци зависеше дали некој од нив ќе биде елиминиран од натамошен приплод и тие го чувствуваа тоа. Караманот Циган на Драголјуб Стојановски беше млад мажјак, но крај него не беше неговиот стопан поради работни обврски, па Циган се чувствуваше отфрлен. Караманот Берт на Петре Велковски за прв пат е на изложба, па целиот беше возбуден, на моменти и исплашен, за да не го посрамоти својот стопан Петре.
Следуваше оценувањето на караманот Мечо на Ѓоко Стевковски, кој исто така за прв пат се појавува на изложба. Мечо беше со ситен раст, но со преубаво црно крзно кое се прелева во темно кафени нијанси. Караманот Гаро на Пепи Дамјановски беше придружуван од семејството Дамјановски и грижливо бодрен од најблиските. Неговото исцрпно анализирање од судијата го чекаа сите преостанати карамани во рингот. Овој млад мажјак со голем раст имаше победнички предиспозиции, но се чекаше завршувањето на оценувањето на сите карамани, а тие стрпливо чекаа. Редот му дојде и на караманот Скуби, на Рубен Матевски. Скуби со задоволство се намести во сенката која ја фрлаше чадорот на судијата, затоа што му здодеа жештината и не се чувствуваше удобно во своето густо крзно. Наред дојде оценувањето на караманот Мечо на Душко Мандаровски. Мечо пристигна последен на изложбата заради фудбалските обврски на Душко, па не присуствуваше на групното фотографирање во почетокот на изложбата, но дојде навреме за оценувањето во рингот. И на Мечо убаво му дојде сенката пред судијата, па со задоволство би се излежувал цел ден. Сепак преостанатите карамани чекаа на ред. Му недостигаше чистиот, свеж планински воздух од Попова шапка, каде што ги поминува летните денови во викендицата на Дуле, но сега мораше да ја издржи скопската летна горештина.
Следуваше првиот државен првак на Македонија во машка конкуренција, Караманот Кербер на Сашо Божиновски. Импозантноста на Кербер му даваше чувство на Сашо дека е Херакле. По ова митско куче го извадил од подземниот свет и го довел пред судијата Владимир, за да процени дали е премногу страшен за да го врати во подземјето кај ад. Кербер на своите плеќи го носеше товарот на прв државен првак за расата Караман, па се трудеше да ја оправда таа титула која ќе остане запишана во историјата на македонската кинологија. Редот му дојде и на Бруно на Катерина Китановска, единствениот Караман на изложбата чиј собственик е девојка, но за секој случај беше воден од посилните придружници на Кате. Судијата Владимир и записничарот Тони ништо не пропуштаа да запишат во оценските листи. Караманот Кожув никогаш нема да му прости на својот стопан Жарко Трпевски, кој мораше да замине од изложбата поради итни и неодложни работи. Па него дочека изборот на најубав млад мажјак и со тоа да му ја одземе можноста за победа. Караманот Ангел на Виктор Тодоровски беше еден од поубавите млади мажјаци, кој иако беше со цврста избиена градба, сепак се движеше лесно низ рингот. Караманот Тарзан на Христијан Тодоровски беше по потекло од бачило и зрачеше со изворска исконска убавина. Горостасниот Караман Араб на Дејан Василковиќ, тип на Караман кој македонските сточари ги нарекле Караман со 4 очи и за кој веруваат дека има моќ да ги види и да ги уништи самовилите, вампирите и другите демонски суштества. Беше со сила и со димензии токму како митските 4оки кучиња од митологијата на аријците.
За секој случај и судијата Владимир од дистанца го оценуваше овој звер. Дејан се чувствуваше горд на неговиот Караман Арап, затоа што покрај него би се чувствувал безбеден и на највисоките планини и во најтемните ноќи во кои има нешта кои само неговиот Караман може да ги види и да им се спротивстави. На Караманот Кожув на Јовица Миноски му здодеа чекањето. Со неговиот жив темперамент, повеќе посакуваше да е на високите планински пасишта, каде што би се бркал со младите јагниња, отколку да е врзан и трпеливо да чека да биде запишан секој збор со кој судијата го опишува неговиот изглед. Јовица и Кожув беа вистински другари, неразделни и на работното место на Јоцо, пред чија фирма Кожув не дозволуваше ни пиле да прелета, а камоли арамии. Младиот Караман звер на Маријан и Владко Костовски беше последен во редот за оценување на возрастните и млади мажјаци. Маријан беше особено горд на неговото потекло од караманите од село Патишка река и село Црн врв, па горделиво го фалеше Караманот на судијата Владимир. За клипче? Мобилето? Кажи му колку е старо, кажи му. 2 месеца и 8 дена. Родена е 15 февруар у Доран, ова е доранчанец. А мајка му и татко му се скопјани. Јас се надевам дека ќе биде будучи шампион на Македонија до година. Името му е Ага, а јас сум Борис. Благодарам.
Караманчето Ага на Борис Лазовски е првото караманче што воопшто се оценило на официјална изложба за македонско овчарско куче Караман. На првата и на втората изложба за карамани беа оценувани само возрастни примероци, а на третата со Ага започна оценувањето на млади караманчиња, кое го навестува почетокот на организирано одгледување на расата во урбани услови. Ага беше гордоста на Борис. Дојде моментот на одлука, моментот кога треба да се изберат државни прваци на Македонија во женска категорија, најубава ветеранка, возрастна и млада караманка. Сите заедно се движеа во кругот во чиј центар беше меѓународниот кинолошки судија Владимир Крстевски и го очекуваа моментот на изборот. Ајде сега вака. Пошто организатор били на това. Над 18 километра. Ајде дечки у круг. Не. Значи тука кратите го, идете до крајнего. Во класата постари од 8 години беше единствено караманката Црна на Јован Јаковлевски, па логично таа стана најубавата ветеранка на изложбата, пошто изборот преостана на најубавата караманка во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години и на најубава млада женка помлада од 18 месеци. Ајде застанете, овамо имаме значи зрели дек. Сите нормално дека имаат своји врлини по некоја мана, меѓутоа денеска добија
Добро, петка се оцените. Сите се типични. Много е тешко да се одлучиме, пошто сите се гари гири, што се вели. Денеска ќе бирам по гари гири, значи тука уедначени. Некој е со подобра глава, ама полошо тело, или полош опош, или полошо движење. Денеска ќе изберам према па тип на глава, пошто ова е раса која е под присмотра на Македонскиот кинолошки сојуз и кој после треба да прерасне во ЕФЦ и да се признаат ова раса како наша македонска. И секоја раса треба да биде претпознатлива првенствено по тип на глава. Ајде направите еден, или добро, ја веќе одлучив дека биде денес оваа година најдобра жејка. Многу убава глава има. Мислам дека нема исто победувано. Така да, парно женката во типот на главата е можеби најблиска со стандардот и со расата која треба да ја имаме за признавање. Значи, за денес, за оваа година, женка не знам како се вика. Видра. Значи имаме тука две млади женки, уште не су зрејани. За денеска нека биде подобро, се движи убаво пашката горе, а носи глава типична, значи во млади. Нека биде оваа женка. Сара! Сара! Следуваше изборот на најубав млад мажјак. Ајде еден круг вам. Лева страна. Видите ослава тъй. Видели? Не застана, шо? Добро се нека да видиш. Ајде, пошто е топло. Кој број сте, господине? 15. Ајде, излезете за зрели мажи.
Да. Гаро? Дојде и најочекуваниот момент, изборот на најубав зрел мажи. Само полека да не се доближуваме, да не се джапа. Ајде направите еден касак, помолите човек. Глава типична за расата, одлична пропорција на глава со тело, одлично углова, одлично движење. Куќето и за изложба и за око мислам дека е комплетно. И заслужува, мислам дека по втор пат победува. Прошлата година го тргнав пошто беше победил и затоа не му дадов. Прошлата година беше најдобар, но сега не можем пак да го тргнам на страна. Значи, по мене лично, не знам за вас, најтипичен караман и додека ако ја водите расата во овој смер, ќе имаме добри кучиња со кои ќе можеме да се пофалиме надвор од Македонија. Мислам, стварно заслужено, кучето е прво. Оваа изложба, освен по најмасовното учество 27 карамани, ќе биде запаметена и по тоа што едно куче по втор пат стана првак на раса, откако караманот Кербер на Сашо Божиновски беше првак на првата државна изложба за македонско овчарско куче караман. Секој караман ја нема таа чест да биде закитен со победничкиот плашт. Победниците во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години, караманите Кербер и Видра со своите опаши весело мафта, Небаре се сабии во раце на русалиите, но она што беше повпечатливо и лесно забележливо беше тоа што беа многу изедначени
и дека се тоа мажјак и женка кои навистина и припаѓаат на една раса. Како расата Караман 100 години да се одгледувала плански и организирано. Освен Кербер на Сашо Божиновски и Видра на Станимир Ѓуревски, за државни прваци на Македонија беа прогласени и Караманчето Ага на Борис Лазовски во возрастната категорија од 3 до 6 месеци, а Караманката Црна на Јован Јаковлевски за најубава ветеранка. Караманите Тара на Александар Ѓорѓиевски и Гаро на Пепи Дамјановски беа прогласени за државни прваци на Македонија во возрастната категорија од 9 до 18 месеци. Патриотизмот многумина го разбираат на поинаков начин, најчесто на погрешен. Но овој ден во Скопско Волково со своите карамани беа кинолошките патриоти кои сакаат да покажат дека Македонија има што да му понуди на кинолошкиот свет. Иако на изложбата беше присутна малубројна публика, преку овој документарен филм многумина ќе имаат можност да видат како изгледа македонското овчарско куче Караман. Се разбира, пред членовите на клубот предстои повеќе децениска работа на селекција, заради подобрување на квалитетот и на квантитетот на расата, но важно е дека конечно почна организираното одгледување на оваа стара македонска раса која беше на работно исчезнување. Сите учесници со своето присуство дадоа свој придонес за овој настан кој ќе остане забележан во историјата на македонската кинологија. Сите учесници треба да се горди за својот придонес за развојот на македонската кинологија, а особено победниците затоа што постигнале одредени одгледувачки квалитети. Меѓу победниците особено беше радосен Сашо Божиновски, собственикот на караманот Кербер.
Неизмерна беше радоста на Сашо, затоа што неговиот кербер по втор пат стана победник за расата македонско овчарско куче Караман. На сите учесници им беше поделена храна за кучиња од спонзорот Коста Глигориевски, а на победниците им беа доделени благодарници за учество, пехари, наградата Златен околовратник и уметнички слики. За оваа значајна кинолошка манифестација информира Македонската радиотелевизија, Сител телевизија, а беа објавени и текстови во австралиското списание на македонските иселеници Заедница и дневниот вестник Вечер. Известија за настан за кој долго време ќе се раскажува. Известија за третата изложба за македонското овчарско куче Караман.